Јас ќе почнам со тоа што исто ќе го поздравам враќањето на опозицијата во парламентот. Може би, бидејќи беше најавувано веќе, никој не се изненади и дури сите ние како јавност не покажавме колку е тоа важен знак за нормализација на државата. И тој не се случи преку ноќ и не се случи едноставно, беше резултат на разговори, преговори, дискусии помеѓу владините партнери и најголемата опозицијска партија, кои што траеа веќе известно време. И сакам да го изразам нашето задоволство што овој разговор продуцираше две добри вести. Едната добра вест беше враќањето на опозицијата, втората добра вест беше што законите кои што беа усогласени, а кои што се однесуваат само на еден дел од елементите, но важен дел, а тоа е следењето на комуникациите, се изгласаа во Собранието на Република Македонија. Мислам дека на крајот гласањето испадна дека е лесно, но на него му предходеа навистина многу сериозни преговори до детали, кои што и дадоа на Република Македонија шанса да го реформира системот на следење на комуникациите, прво, за да ја заштити државата и второ и најважно, да ги заштити граѓаните од злоупотреба. Да не заборавиме дека кризата во Македонија еруптираше со обзнанувањето дека над 20.000 граѓани незаконски биле прислушкувани. Системот нов, кој што е дефиниран во новиот закон за следење на комуникациите и новиот закон за така наречената ОТА, дава гаранции, прво, дека државата ќе може да гарантира борба против корупција, заштита од тероризам, заштита од опасност по безбедноста, но од друга страна, дека тој инструмент нема да биде инструмент политички злоупотребен од страна на власта. И тоа беше голем чекор, и јас сакам тој да го поздравам и да кажам дека со тоа и власта и опозицијата покажаа дека веруваат дека оваа држава мора да се промени за да стане европска држава. Денеска, за жал, сето тоа е во сенка на некои од законите кои што јас очекувам дека набрзо ќе се усвојат. Двата закона, едниот јавно обвинителскиот и другиот за кривична постапка, не се закони кои што се занимаваат со крупните судски реформи. И тие дури не се преговараа затоа што има други теми кои се многу потешки. Овие се однесуваа на инструментите за борба против тортура. Јас не гледам, не очекувам некакви проблеми во овој поглед, но и во текот на викендот ќе разговараме со опозицијата и очекувам да бидат усвоени. Вториот пакет потежок е пакетот судски реформи. И ние во голема мерка ги усогласивме ставовите, поднесовме дури заеднички усогласени амандмани помеѓу власта и опозицијата кои што се однесуваат на дисциплинската одговорност на судиите. Меѓутоа, во оваа држава не се само власта и опозицијата. Во оваа држава си и експерти, и судската фела, и нашата инклузивност не смее да биде само политичка инклузивност. И заради тоа, како влада, соопштивме и на ВМРО ДПМН дека ќе ги земеме предвид и критиките кои што дојдоа од страна на Сдруженијето на суди и на други професионални здруженија, и дека не можеме да кажеме Советот за реформи на правосудството, каде што се луѓе од фелата, и ќе покажеме дека не може се во ова да се сведе само на договор помеѓу партиите во парламентот, па макар и биле со огромно мнозинство. И заради тоа ни требаат дополнително уште неколку дена. Во делот на изборното законодавство договорено ни е да одиме со реформи во две фази. Првата фаза ќе го адресира само акутниот проблем, а тоа е проблемот со Државната изборна комисија. За да го поедноставиме процесот, бидејќи ова решение ќе трае само некои 5-6 месеци, ќе одиме на изборна комисија кој што наликува на она што го имавме претходно. Представници од политичките партии со председател на Државната изборна комисија од страна на опозицијата, а мнозинство од страна на владеачките партии, но тоа е она што ќе функционира само до некаде септември. Во меѓувреме ќе се подготви нови измени на изборниот закон кои ќе ги земат предвид забелешките на ОПСЕ од ИХР, кои што ќе ги земат предвид некои забелешки кои што доаѓаа и од граѓанските организации, а се однесуваат на изборите, и ќе понудат функционирање на ДИК во професионален состав од страна на администрацијата, а партиите ќе номинираат членови на ДИК кои што ќе функционираат само 6 месеци пред изборите. Значи, сите подготовки за избори ќе си ги води професионална администрација, а партиите ќе влезат само тогаш кога непосредно се подготвува државата
за избори. Во рамките на овие разговори, сега јас зборувам во име на ставот на СДСМ, очекуваме, се надеваме дека ќе зборуваме и за измена на изборниот модел. Вие го знаете нашиот став. Ние би сакале да видиме воведување на пропорционален изборен модел со една изборна единица и со отворени листи. Тоа беше дел од нашата програма пред изборите, но за овие прашања неопходен е консензус помеѓу политичките партии.